ви опишам колку слушаш. Не требаше и Вука да е тука. Нека вкарва повеќе голови. Ѓоко Хаджиевски, штаслив. Ами, тренер, штаслив си, хубава победа, матч, интересен матч, динамичен матч, многу голове, хубав матч, добра игра. 3 точки важни. Да. Мислам, ако не биевме денеска и покрај добрата игра, борбата, всичките работи, знам дека многу хора ќе беа разочаровани, но победата легна точно на време и да ви кажам, знам дека така да лета дали сме ние способни да побеждаваме, не само равно да играме, ние показавме дека можеме и дека уште други мачеви ќе биеме. Не летаме многу, но знам дека можеме. И тоа беше најголемиот вопрос во текот на целата седмица, дали ние сме способни да земаме и по 3 точки, да побеждаваме, хората да вярват повеќе во нас. Мислам дека денеска каков карактер, јас го казав тоа на пресконференцијата после Лудогорец, дека дали се плашев след 1-1. Јас казав, ние често се врштаме, после примен гол, ние се врштаме. И денеска два пати се врнавме, после 1-1, 2-1, после 2-2, 3-2. Значи, показавме карактер дека не е само денеска, дека на всичките мачеви имаме карактер, имаме желание, вярвам во децата, а тие се исказват од мач во мач и мислам дека го компонираме тимот така да всичките кои го обичат клубот, фановите кои идат на стадион, независимо некојаш фудбалот е така, може да нема да биеме, но искам да се радосни кога го гледат одборот како игра. Чисто игрово, как видяхте одборот специјално во този матч? Смятате ли, че днес најмногу като игра, одбора и като почер, којто искате да видите, като стил, којто искате да исповеда Спартак Варна, е може би најблизо до това и дали това не беше најдобриот матч според вас на Спартак, говоря чисто като представяне игрово? Па вака богат матч со 3 гола, со многу голови положенија, сигурно дека Шанде само беше кој е наш херој во многу мачеви, денеска беше 3-400% положение имаше, можеше да вкараш, значи дека сигурно. Да ви кажам нешто, значи јас на полувреме не бев доволен, зашто дисциплината која ние имаме на мачевите со овие поголемите одбори не ја показавме во прво полувреме таа така. Јас инсистирав на подобар посет, поголема контрола на играта во првото полувреме. Се оказа дека Ботев има мало превасходство во однос на нас во последна топка. На крај бодовите се најважни, не посетот, но многу е важно да можеш да ја контролираш играта, многу е важно да го имаш тој посет. И леко пускавме да ни влизат по двете фланги, по левата и по десната страна. Имаја 3-4 доста добри положенија во првото полувреме и се срдев на тоа, че ние мораме, тоа го потенцира и Грнчов на тях, ајде, ако можевме многу пати и сега треба да го повториме, не сме истиот тим како на другите мачеви во тој сегмент, во трката, во борбата, во контролата над противникот. Тоа беше слабост која јас ја признавам во првото полувреме, но второто покажавме навистина дали е заштитник или халф или нападател, всички ден се раздадоа 100%, заслуживме да го добиеме овој матч. И сега дефинитивно ќе кажам дека коцките леко се склопуваат. Значи во сите линии веќе тимот има од кој да очакваш. Од заштитата силна, халф линија 2 младешки национали и Берна, еден од најдобрите наши фудбалисти, со Жанде, со заштитата, со Ковалјов, со Грнчов, со Матео. Георг се вклопи добро, Дани Иванов има веќе 3 гола и се раздава од мач повеќе и повеќе. Значи, во всичките линии мислам дека имаме одбор кој може да игра со било кој противник. Спартак игра добре, но въпреки това, 25-та минута така отдъхнахте ли си като видяхте принудителната смяна на един много ключов играч в състава на Ботев Пловдив и според мен от най-добрите в първенството ни Тодор Неделев. Това до някъде така също помогна ли Спартак да вземе матча, макар че това е много относително сега, ако Неделев беше останал или пък
и така не беше заменен. Но покрај него се врти цялата игра на Ботев, тоа е јасно. Ако приметивте, јас бев до скамејката на Ботев да видам какво става со него, зашто ако можам да бирам Тоа ви прави чест. ако можам да бирам да останеше да играше цел матч или да беше нешто здравствено проблематичен, повеќе ќе одберев да остане во играта. Често казвам. Кога видов дека тој беше травмиран, дека иска да излезе, јас си реков во себе од една страна полеко за нас, али од друга страна Господе да нема ништо, да е добар, нека игра. Значи јас имав Дамјан беше задолжен за него и се договоривме, тој вика тренер, ќе се справам јас со задачата, ќе го држам колку треба, а најмногу горев за него. Имавме проекција, дадовме сичките тие напади, корнери, фаули, последни пасови кои ги има на Делев, ги показавме, све знае во текот на ова неделја, најмногу горев за него. Точно е дека одборот на Ботев со него една тежина, без него друга тежина, но какво да кажам сега, така се случи. Од следващите фудбалисти, кој е најблизо до това да се заврне од следващия матч? Од тези които така заради контузии не попаднаха во групата за днес. Од нашиот одбор? Да. Најблизо, ако има такъв. В проценти, па хама кого? Па хамата е, значи тренираше со нас, тој има растежение на задната ложа, ние казваме, бедер, да. Го питав, тој работеше, го сложував на тренировките како джокер, да не дава 100% од себе и полека да наполни. Рече, добар сум, не сум 100%, не одам на спринт, ама се дигам. И јас мислам дека сега со оглед на тоа дека имаме ние во вторник куп, имаме след това со Добружа на први, па имаме септември, многу мачеви, ние мораме малку, немаме многу избор, но не искаме, ние мораме малку и да тактизираме со некои посвежи играчи. А Лозев кога слага маската и влиза на терена? Докторот треба да каже Столе Зафировски, негова одговорност е, благодарност за него, зашто од првиот ден го зеде, Лозев е презадоволен од операцијата на два пати и корекција и всичко кој беше правено и веќе земаме мерка овие денови. Лозев од понеделник ќе почне. Доктор дозволи да работи со нас, може да не во група, но ќе работи со всичките нас, 1-2 седмици и после може да влезе во групата, а ќе направиме маска и најверојатно до крајот на сезоната со маска ќе мора да игра мачевите. Видите колку сме ние хендикепирани. Некој тоа може да не го вижда. Јас многу знам. Многу ни липсва Лозев. И како карактер, и како фудбалист. Знаете колку асистенци имаше и какви мачеви првите беа со него. 3 или 3 асистенци мислиш. За Кулако да питам или Джонс? За Кулако, значи травмата е спорна, како да ви кажам. Тој самиот може да каже, имаме снимки, имаме најдобрите доктори, просто не сум видел таков случај до сега. Значи нормално е, се прави магнетна резонанса, се казва има, нема и тој се вклучува. Но тој кога се вклучи, после 2 тренировки пак е со истите проблеми. Некоја стомачна болка голема. Докторите говорим, нали? Болка по доктори. Не са доктори, горе на стомакот. На стомака. Да. Мерси, тренер. Ви благодарам многу. Мерси. Благодарам многу.